Гоце, мистер Стефковски, така ние меѓу нас познат Гоце Стајковци. Може. Добре дојде во Хитмейкер. Чест ми е што си тука кај нас. Добро најдов. Има една случка која што ти не си свесен многу за тоа, можда уопште уствари, значи, дека на некој начин ми го промени животот кога те запознав. Свиревме, пробував јас со вас, група Талични тон во МКЦ, и пошто јас немав нижо музичко, мислев дека ако немаш нижо музичко, нема шанса да идеш у средно музичко. И те прашам тебе, кај учиш у музичко? Нижо? Не. И како? Па можеш? И вика мајка. И како е музичко? Па вика, имаме ни една парола, ако не те расипат жени, ќе бидеш добар музичар. И тоа за мене беше крај. Значи, преокретница тотална. Јас таа надпис, парола ја не ја видов, не ја слушнав кога се запишав таму, но кажи ми што е приказано со тоа, стварно ли постоело такво нешто? Тоа е приказна, мислам, тоа професорот по ударни ми го зборуваше, Емил Клан, кој што верувам дека многу професионалци кои што моментално работат и по институции, нели се негова школа генерално, од луѓето, колегите од опера, од филхармонија, па и некои што се занимаваат, нели, и со други правци, да речеме, и со бубња, како сагат. Он беше, ја бев дете нормално, и дека работиме на часови, нели, ај ова, ај тоа, и работиш, и само ме тапчеше по грб, викаше, вика, слушај, вика, вака продолжи, вика, и ќе бидеш, вика, супер. Викам, добро, викам, окей, и следниот пат продолжи, вика, вика, ако не те расипе, вика, некоја жена, вика, ти, вика, ќе бидеш многу добар. И сега, нормално, не го разбираш, ти си дете, што значи тоа, во суштина, нели, во контекст на одвлекување фокусот од работата, веројатно, и така го сфатив, мислам, тогаш, нели, обично во тие години во средна школа. Знаеш ли у колку бенди имаш свирен? Не сум ги бројал, ама знам со кој сум свирал, да. Со да речеме, со повеќето кои што сум те слушал, значи, во многу бендови, меѓутоа морам да ти признам дека сум слушал и многу концерти, свирки општо, но најдобрата свирка во живот што имам слушнато, во живо, тоа била свирка на која што си бил ти, комбинација со Кисел, Мучо и Петар на кларинет. За Охрид зборуваш ти? Во Дак. Знаеш кој бевме, тогаш нешто се случи, иако свирите цел живот, дали пауза сте правиле, што сте правиле, значи тоа што се случи таму, и Марија Димитриевиќ беше да, и Марија беше, така е. Тоа што се случи таму беше една синергија, едноставно влеговте од друга димензија. Да. Тоа беше во Охрид, Марија Димитриевиќ не покани да свириме во тоа Дак, или по Охридски кепаткана, и немавме свирано заедно, да речеме, иако, нели, до 99-та, таму 2000-та, колку беше, кога беше, бевме по цели денови заедно, нели, работевме и со Кисел и со Мучо, Симон појде по други патишта, ја и Мучо горе-долу пак свириме заедно цело време, да речеме, имаме можност. Меѓутоа, да, тогаш беше тоа така собрано некако и се вратија тие стари филмови или сеќавања и сигурно било добро, као што тврдиш, не знам. Значи, стварно беше уникатно доживување. Ме држеше, значи, доаѓаш, се прибираш и фаќаш инструмент во рака. Тоа е она вистинското. На вистина, ќе кажеме, историски е создавањето на Сдруженијето на џез музичари. Дали тоа беше идеја и реализација, се крчкаше, како дојде до тоа здружение? Бидејќи знам дека си
еден од основоположниците. Да. Идеја. Као што ги спомна претходно, мислам ги спомнавме, нели, Симон и Мучо. Ние додека работевме заедно, нели, тогаш бевме деца, нели, од прва, втора, средна. Стално нешто мислевме дека некој нешто треба да ни направи, да ни издаде албум, да ни сними материјал, да ни направи концерт и така натаму. И тоа едноставно не се случи, нели, додека траевме заедно. Меѓутоа, подоцна, нели, од кога почнав јас да свирам со Бодан, со Кирил, со ајде, не е важно да ги набројуваме сите, и Архангел, и Expedition, и разноразни други проекти, некако увидов во суштина дека сам ако не работиш, нели, тоа го знаеш ти веројатно многу подобро, сега барем ако не на почетокот кога си почнувал, дека сам ако не засукаш рака, нели, ја исцрчаш работата од точка А до точка Б, дека едноставно никој не го прави тоа за тебе, поготово не во контекст на тоа, демек ние сме многу добри сега, и ајде ќе ве земеме, ќе правиме концерти или ќе ви издаваме материјали и така натака. И сега, знаејќи го тоа, некако ми имаше останато во глава као, да речеме, една работа која што можеби требало да се даде правец, бевме во Штип, дали предавав таму, дали не се сеќам дали на мастер нешто. И знам дека седевме само во еден ресторан, нешто јас, Кирил Кузманов, Туфек Чиевски и Виктор Филиповски бубњарот. И они го начина муабетот од овој баш, знаеш, се работи, нема каде да се свири, треба ова, треба она, некој има, нема, знаеш, такви работи. И едноставно ги препознав истите муабети кои што ние ги имаме правено, нели, само 10 години порано, например, од прилика, така некако, барем мислам дека е тој период, да кажеме, генерацијски као некоја дистанца. И направивме муабет, моето мислење беше, и тогаш им го кажа, викам, дечки, ако не го направиме, мислам, сами, викам, сам ако не си направиш, викам, нема да очекувате дека некој ќе стане, па ќе, викам, малце Холивуд е тоа, како, нели, како една приказна, барем ја така ја гледам. И викам, ајде, да се собереме, викам, за 2 дена, таму и таму, падна одлука со Кирил Кузманов, разговаравме неколку пати. Ние веќе свиревме во тој септет што го имав јас, да речеме, као нека авторска музика, во тој период некако почнав. И Кирил вика, можеме, вика, да направиме, вика, да викнеме уште неколку луѓе, вика, во бендов, вика, да направиме, вика, биг бенд. Што да биде, како да биде, падна одлука на материјалот аранжмани на музикава на Битлси, тоа беше нашиот прв концерт. И тоа е некаде 2016, мислам, околу 27 или 29 ноември, нешто така, еден од тие датуми. Колку члена има сега? Биг бендот? Да, прилика. Како вработени се 11 сега, како институција, меѓутоа имаме дополна на одредени позиции уште 6 луѓе, плюс диригент, перкусии, другото е администрација, нели? Инаку се шетаме со Пере, нокаут. Со Пере. Се шетаме низ Котор. И седиме на кафенце, од кај сте? Македонија. Гоце Стефковски, јуче он развалио ту. 2018-та. Можда е, да, не знам. Така. Значи, Да. ете така те доживеа Которчани. Имавме со авторски концерт, нели, мислам, концерт свирки во Джезини во Скопје, овдека кај Зајче свиревме.
Дојде некои луѓе, мислам не некои луѓе да не се разбереме погрешно, дојде публика многу како што треба во Охрид и имаше онака, беше проследена со овации, многу им се допадна, мислам. Може би треба поише да свирам, ама нема како. Сатријани, Стиви Вај прават турнеја G3. Со кого би правил ти турнеја D3? Турнеја, не знам, може да патуваме одделно. Се зезам, нема веќе. Не знам, можда овие другари што Онака е најискрено со генерацијски као што сме пораснати, да кажеме, ете, Дино Мишко, веројатно, не знам. Да, значи првата турнеја е со Дино и Мишко. Може. Втора сезона? Прва, ако треба, ако идеме по тој редослед, тога би го ставил и Гаро Стари, мислам, он е исто многу Он секоја може. клучна фигура. Па вие, да не беше, он немаше да се јави таа љубов према Така. таа музика и Не генерално само и кај према бубњари, значи инструментот. таа страст е заразна кај било за било кој свираш на било кој инструмент кој гледа на таков музичар. Па, беа маестрални, мислам, они се уште се, сите свират добро во под Лепизол. Така да, браво. Втора сезона? Втора сезона, па не знам, ете, Джиги, Виктор, Така, значи друга генерација. има втора помлади, генерација, да. Со металците не се мешам, не ми е факт. Гоце, фала ти многу што беше гостин на Хитмейкер. Благодарам. Фала ти за све што си направил сите бендови, а останало у позадина, не си бил напред у фронтот, меѓутоа си го дал оној потребниот грув секогаш. Ако викаш ти така, тоа е тоа. Последен пат работевме на Седнала баба да вечера, Можно, како беше? да, За Лазар Врамовски. Ала пак баба не пила. Да, имавме 2 тейка и доволно беше Да. тоа да се среди. Фала ти што беше гостин. Фала и на тебе, да поканата.